среда 20 часот, емисија посветена на најпопуларната работа во Македонија – политиката. Слушајте не. Ви нудиме информации со кои ќе бидете главни на сите свадби, слави, крштевки, кафеани и други културно-забавни семејни настани. Шеш беш. Емисија за другата страна на политиката. Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте на фреквенцијата на најслушаното радио во Република Македонија, Радио Лидер 107,4. Добро вечер за третото издание на емисијата Шеш беш, емисија за политички сеир. Ве поздравувам сите вас кои што вечерва имате можност да бидете покрај радиоприемниците, да не следите на Facebook и на сите останати начини на кои што може да следите оваа емисија. Сите вие кои што сте казнети вечер од вашите сопруги да мора да гледате, да не може да гледате фудбал бидејќи се гледаат турски серии, сите вие кои што морате да не слушате оваа вечер. Исто така голем поздрав до сите наши хейтери и непријатели кои што во поголем број ги замолуваме секогаш да не слушаат. Со мене вечер во студиото, како и секогаш, мојот драг пријател, партнер во емисијата, Јован Ване Петров. Ване, добро вечер. Добро вечер. Пред да почнеме со емисијата, да одиме со оние технички работи кои што секогаш нели треба да ги кажеме согласно законите на оваа територија. За техниката се Димитар Митровски и Јордан Чаушевски, главен одговорен уредник Љупчо Златев. Емисијата е авторска, моја и на Ванен, и ставовите во оваа емисија се исклучиво наши. Интересна недела, великоване, ова на политичката сцена во Република Македонија. Ако знаеме дека сите овде во Македонија нели на некој начин се бават со политика, најпознатото место за политика во Македонија мислам дека се славите и имендените. Е сезона на слави имендени и интересно е нели да се комуницира на тие слави имендени, каде што и ние собираме материјали, ама и тие нас не прераскажуваат. Кај што ќе отидеме, кај што ќе ми повикат на слава, да, секако. Да. Се разбира, ние сме гости кои што сме така културни, фини, фино лепо седиме, пола саат си одиме и така натаму. Со што ќе отвориме? Мислам дека најактуелна тема деновиве 4 февруари. Така, денот на раѓањето на 151 година. Ке си маваме табла ние додека трае емисија, нели? 151 година од раѓањето на великанот, на македонецот, на даскалот Гоце Делчев. Се дигна голема тензија, оправдано, неоправдано, мислам дека е неоправдано, затоа што бугарите уствари не знам и што барат бугарите овие. Скоро читав, имаше една колумна, не знам, не можам да се сетам од кој, прочитав и баш убаво имаше напишано, историчари што прераскажуваат, вика овака, сите влегува, вика, кој преку пенџере, кој преку оджак, кој преку задна капија, кој преку предна капија, единствено Гоце Делчев нема влезено во бугарскиот двор. Бугарите велат дека бил, па има и сега, нели, и сега имаме луѓе кои што идат учат у странство. Да. Бил запишен на воена академија во Бугарија, точно, но и избркан од воена академија. Кога сме кај тоа, да те прашам една работа, знаеш ли кој е Васил Иванов Кунчев? Во моментов не може да ми текне. Ни мене не текнуваше, ама вчера би сакал баш да рачкав на интернет. Васил Иванов Кунчев е, нема да веруваш, Васил Левски. Левски. Да, најпознатиот, нели, таткото на бугарската нација, човекот кој што дигнал восстание по 40 градови во Бугарија, кој што ги ослободил на некој начин од турците во руско-турската војна и сите тие останати работи, за кој што човек ја имам голем респект, како еден од најголемите, нели, револуционери на Балканот, човек кој што никогаш не ја спомнал Македонија како дел од Бугарија, и тоа треба да го знаеме. Так. И човек кој што е најголем за бугарската нација, практично татко на бугарската нација, официјален, нели, кој што ја создал оваа модерна Бугарија, која што изгледа како што изгледа. Тој Васил Иванов Кунчев, нема да веруваш, Ване, живеел 12 години во Србија. Бил на војната академија во Белград во 1862 година. Так. Бил трговски помошник во Крагуевац 1869 година и учествувал како доброволец на страната на србите под водство на Георги Раковски, овој не го знам кој е нијат човеков, борејќи се против турците. И сега што треба србите во оваа приказна да направат? Истата работа која што, нели, Гоце Делчев студирал, нели, учил во Бугарија, овој учил 12 години во Србија, сега што треба да кажеме? Васил Левски дека е србин. Нонсенс. Според една бугарска приказна. Кога кажа за Васил Левски, ми излезе една негова фотографија, баш онака у стара српска униформа. Стара српска униформа. Добивам сигнал од режија дека мојот глас е тиво кога прв пат во живот ми се случува. Еве поблиску сум. Да. Дури чудно. Дури чудно. Значи, човекот е сликан, имам видено слика од него
у српска униформа. Да, Многу битен момент. Сега, дали заради бил, таа, нели? сега, ако идат србите по теркот на бугарите, слободно може да каже дека Васил Левски всушност е србин, кој што се борел за Србија. Зашто? Затоа што носел српска униформа. и живеел во Србија, И и се живеел, школувал, и долги работел, години и живеел. се, да. Да, и Гоце Делчев живеел во Бугарија. Кој парадокс, човече. Но се враќал во Македонија, пак идел. Види, се мешат многу работи затоа што сега, ако гледаме од ова дистанца, мораме да кажеме една работа. Пиринскиот дел на Македонија, Пиринска Македонија, Да. бил автономен дел, каде што живееле 95-97% македонци. И од по Гоце Делчев, ако го земеме и Тодор Александров, Јанес Сандански, и Јанес Сандански, да. Пиринскиот цар и Тодор Александров, па ние имаме, ВМРО има конгрес, Рилски конгрес, сега е во Бугарија, но Рила е, Рилскиот конгрес е во... Кој го дозволил тоа, ако тоа било туѓа територија? Мислам, многу симптоматично е да се збор, ги читам сега порталите по бугарски извини што ќе те прекинам, најмногу ме боли во целата оваа приказна што пар македонски политичари се навлекоа така лесно на оваа прозирна и глупава бугарска политичка пропаганда која што трае со години, тргајќи од министра за надворешни што му отиде онаму без да знае и испадна таму приказната дека Бугаров во најава, човекот се чувствувал како бугарин, негово право, јас немам ништо против. Точно. Значи бугарин во најава што нема бугарско државјанство, земан од Македонија, Дуплишевски браво. Да, Дуплишевски. Добар за. Да. И човекот претепан од бугарин, тој што го тепал бугарин со бугарски пасош. Так. Типот избегал во Бугарија и сега во Македонија треба истрага да има бугарите ги тепале бугарите. Ќе ти исправам, значи типот не е избегал. Типот од болница е пренесен од Охрид во Струм. Не, за тепачов зборам. За тепачот, тепачот од Бугарија во Бугарија избегал, нели? Кога што знаат. Си има, ја мислев за овој тепањот. Тој е бугарин у најава. Во обите, така, во најава, така во јамп секаш. Да, јамп во најава. Сега дали ќе фрлиш коцките, дали не, да, тоа е веќе друга работа. Лоша коцка не ми иде вечера, баба, не ми иде. Инаку, знаеш што велат, што се случува кога после неколку дена на работа на нива, ќе ставиш бугарин под туш. Чист македонец прелива вода. И 10 кила кал. И 10 кила. 10 кила кал кога прекета. Значи пак ги ставам да нови, знаеш, секогаш ми се враќа оној еден интересен момент на оној председателот на културното друштво во Битола, како се викаше Иван Михајлов, Љупчо Георгиевски со П. Љупчо Георгиевски. Човекот читал две книги, кога ги прочитал на бугарски, станал бугарин. Не, многу е битен момент од тука. Да, јас една книга донесов. Немојте молам да ти да поште. Ја видат оние кои што може да гледат. Значи, почнав да читам книгава, читам, прво не разбирам што читам. Второ, не им го разбирам на јазикот. Извадив некои 5-60 зборови кои што никогаш во македонскиот јазик не сум ги сретнал и не сум ги видел. И не се разбудив како бугарин пак. Кај него е моментов, мислам дека не е читањето. Затоа што ако му го гледаш интервјуто, не верувам дека си го гледал, ја онака брзо го изгледав на брзина, меѓутоа ми падна во очи еден момент кога кажа, вика, аз читах и легнах да спијам и кога станах се осетих българин. Кој знаеш што сонувал? Мислам дека тука кај него големо влијание има спиењето. Не читањето толку колку што има спиењето. На сон ми се појави Васил Левски и ми рече: Љупчо, ти си българин. Така е. Ово нема у Белграду. Имав некој обврски низ чаршија, тука нашава стара скопска чаршија, и вообичаено ние избегуваме да плаќаме паркинзи, гледаме да се паркираме кај што има слободно место. Отидов горе, знаеш дека паркингот кај црквата Свети Спас во вторник сабајле беше негде кај 9 и 10, беше окупиран од полицајци. Прво, мене што не ме пуштија да се паркирам, не е проблем. Меѓутоа ми падна во очи... Као чекаш да те пуштат со ваква брада? Мислиш бела или што е? Ваму асоцира, нели, како да те пуштат со ваква брада? Башки у колата тоа што го има. Иконографијата, да. Нели, мене не ме пушта. Меѓутоа, ми падна чудно многу луѓе кои што луѓе, не зборам сега албанци, турци, македонци, не ги делам по националност, луѓе кои што имаат доќени, кои што во чаршијата ја живеат чаршијата.
Значи од Савале до вечер се таму. Луѓе кои што сите ги знаат, не ги пушта да се паркираат. Полицајци од специјална единица, од интервентна и обични полицајци. Ама и ти си виновен за тоа, да знаеш. Ти и една група на луѓе им дадовте идеја дека ќе има стража, вие побрза истрчаа да постат стража. Види сега, стражата кој како сака нека ја свати, меѓутоа, да, и тоа беше добар момент, да, мора да признам дека добар момент беше. Меѓутоа, види, што се случи. Отидов у Чаршија, си завршив работа, на враќање во радиус, го знаеш местото околу кава, човек ме стопира, два пати ме легитимира. Првиот ме легитимираше, окей, нема проблем, нели, нормално, луѓето си ја вршат работа. Меѓутоа, на 150 метра подалеку, уште еднаш ми бара лична карта. Добро бе, луѓе, сега колегите ваши... А демократија е го бутна режимот, се сеќаваш. Да, овие шарени се шарени, одлично е. Ептен шарено се живее. Од целава наша држава. Ошо е слободно, дури е шарено, да ти кажам право, тук ги гледам денес уште повеќе полиција. Да, од друга страна па министерката за одбрана и министерот за внатрешни работи викаат дека се против дополнителни стражи. Значи, дали поставуваат теза дека доволно е само полицијата да биде таму, па нема потреба од дополнителни стражи, или самите себе си брцаат фокус со тоа што викаат дека нема потреба од дополнителни стражи. Мене вака лично ако ме прашаш, јас на гробот на Гоце Делчев би поставил стража 24 часа 365 дена во годината, сите големи великани. Ама сите големи великани во светот треба еден вод од гардата постојано да го чува гробот на Гоце Делчев. Бичик. Тој е таткото на нацијата. Точно, Бичик. Види, сега да не ми земат за зло никој. Меѓутоа, во дворот на црквите ке нас. А ване денеска си подобари. Прв единствен што не е од редот на свештениците и на овие како ги викаат од главните у Македонска православна црква, владици кои што ги закопаат после починувањето, нели ги закопуваат по гробовите, тоа е Гоце Делчев. Денес се налутат сите, меѓутоа тоа е прв, па имаме еден празен простор, па се сите други. Да, мислам, што ми е чудно. Човеков, друга работа. А коските на Гоце Делчев. Коските на Гоце Делчев не се чувани, у Бугарија се чувани мизерно. Се чувани во вреќе во некој дуќан. Ама и криени. И тоа имено, зашто не го закопаа во Бугарија? Ајде, бугарите викаат 41-45, да. Ајде пред 41, ајде пред 30. Да, и зашто не? Ајде 903-та, 904-та. Зашто не е закопан таму кој бугари? Тоа е, знаеш, круцијалното прашање од целава приказна. Главната поента на... Вториот момент, кога дошле бугари на гробот на Гоце Делчев? Последните години почна да доаѓа. Последните години. Ги немаше, никогаш, нигде не доаѓа. Така е, за жал. Нема, денес викаше Владо Ивановски, Балканкан, како беше? Бугарска работа. Значи, да не се разбереме погрешно, немам ништо против никој. Не само бугари, и албанци, и турци, и власи, и роми, и американци, и руси, и украинци, сите можат и треба да дојдат да се поклонат. Тоа е исклучителна личност која што заслужува поклон. Меѓутоа, проблемот е друг. Проблемот е што во Бугарија, што рече ти во периодов, се појаве толку иридентистички групации што финансирани со водачите им се секако финансирани со пари, тие за без пари ништо не работат. Меѓутоа, оние другите покрај цената се. Да. Меѓутоа, оние другите од вечерни нагоре ти да. Види, ти како би се чувствувал бугарин да му однесеш македонско знаме, и да се поклониш пред македонско знаме кај Левски. Зашто со македонско знаме да се поклонам кај Левски? Токму тоа го зборам. Меѓутоа, бугарите што направи, сега, да се вратиме малце, 13 јануар беше. Мара Бунева. Да. Македонка, тетовченка. Тоа што историјата не е доволно, во историјата ја нема доволно, тоа е друга тема на разговор. Меѓутоа, доаѓаат во центарот на Скопје, во главниот град на Македонија. Остай што ги веат бугарските знамења. Ајде тука може и да прегледаме, нели, ќе прогледаш преку, ајде сега нема проблем, бугарско знаме, луѓе од Бугарија дошле. Нема. Веат огромно знаме на цар Борис III. Душманот, крвникот на Македонија, последно на еврејската заедница. Фашист со тапија. Со Хитлер, 100 слики има со Хитлер, да.
Цар Борис III. Цар Борис Ovo III. nema u Beogradu. Оној европратеникот во обид што е да стане голем политичар во секој поглед и физички, психички. Ангел Джамбаски со македонско презиме, нели? Види, Джамбаски многу ме асоцира на онаа Джамбази, знаеш што е Джамбас, нели? Тоа се една групација од роми кои што работат со коњи бе. Единствено само со коњи што Со коњи, работат. така. Купопрода, значи бизнисмен е човекот, може да се каже. Еве да го поздравам. Кај Сијанс бе, Джамбански, Сарсијан, Сарсијан. Шукарсијан. Види, ние Джамбаски го да, сите тие атрибути што му ги кажа, му прилегаат и му се. Меѓутоа, да не заборавиме на работа. Тој исто Джамбаски е европратеник. Има право на глас во Европскиот парламент, каде што впрочем нели и ние целиме да како држава да отидеме. И оној И тој доаѓа во Македонија и кажува дека всушност Македонија, Бугарија од како викаше од Охрид до Черното море, па дури ги чепка и србите, па вика од Дунав до не знам до каде, човеков сега види. од Токио. Да, Од Токио. да, до Токио сега ја зимат онаа фразата на србите. До Токио, да. Инаку, кога веќе говориме за таа тема на она што се случуваше во Скопје на 13-ти, нели, со доаѓањето на Джамбаски и сите тие останати работи, да, во тој период за премиерот на оваа територија и за онаа несрека од министер за надворешни работи беше минорна личност која што не е битна, не е интересна и сега предвадена истиот овој, нели, дечкото од Бујар Османи, вика, вие му го дигнавте рейтингот со ова, тој пак ќе победи во Бугарија на избори. Човече, значи, ако постојат толку луѓе во Бугарија кои што ја поддржуваат политиката политика на Ангел Джамбаски, ние треба во овој момент да ги прекинеме разговорите и да немаме што да разговараме понатам на таа тема со бугарите. Какви глупости знатре се човекот, колку лошо се чувствував последниве 10 дена без оглед на тоа што нели различни политички видувања имаме со министерот за надворешни работи, во различни политички групации сме, влегувајќи од гаф во гаф со такви почетнички непрофесионални моменти кои што сигурно ќе влезат во аналите на одредени универзитети што ќе случат како не треба да се направи или како некој направил гаф. Значи отиде во Софија, дека човекот да му се поклони што рече првиот му 12 текно, мајка му што ќе каже. Мене ми е многу битно мајка му што ќе каже. Ја верувам на мајка му. Точно е, треба да верувам на мајка му. Меѓутоа, дали он е значи, он е министер за надворешни. Мамо, ако ме слушаш, внимавај што кажуваш. Да. Извини. Значи, министер за надворешни работи. Секоја чест за неговата професионална професија, ама неговата професионална професија не е министер за надворешни. Неговата професионална професија е лекар. Дали мислиш дека треба да се забрани со закон лекарите се бават со политика? По мене голема грешка. Тие луѓе учеле, са ти го ставаш во парламент место да оперира луѓе место да. Види, гледај што ни се случи во здравството, немаме лекари. Тие што ги имавме добрите, отидоа по странство. Тие помалку добрите отидоа во политика. Ма нема персонал, нема луѓе. Јас имав во семејството случај што требаше на смени да одиме да го гледаме болниот, оти немаше луѓе во персоналот. Кажи ми, што очекуваш, што мислиш вака на 4 февруари што ќе се случи? Тензијата ја дигаат токму овие кои што велат дека се писмекери и миротворци во цела работа, бар мене така ми стои. Тензијата по мене, кога видов, извини, да и делегацијата која праќа државно таму, тоа е класична провокација. Кои луѓе ги праќаат тоа? Класична провокација. Страшно. Тензијата ја дигна најмногу оние што треба да ја смируваат. Може да одговара. Ја мислам дека ќе одговара. Може би ќе им одговараше доколку не се дигнеше тензијата, сепак не се дигнеше на ова ниво кај што е сега кренат. И мислам дека утре и задутре ќе биде кулминација. За волја на вистината единствен што ја спушта вака тензијата е оној Стојанов. Кој беше тој? Виктор Стојанов. Виктор Стојанов, нели? Од реки българи ќе доаѓаат во Македонија до Рацен, Озеке, сечеме и 150 души. Се сведе од автобуси, се сведе на возила. Види, И тука правиме кикс, прочитали што пред малку. VIP третман. Да, VIP третман. Ќе добијат VIP, дали ќе добијат VIP третман, тоа е веќе друга тема, меѓутоа го спомна тој Виктор. Имав прилика да му видам кај него, имаше објава, јавна објава имаше кај него, дури онака среќен, презадоволен човеков
Инаку води, не знам дали знаеш, води не е здружение на тоа е здружение на Фондација Македонија. Фондација Македонија. Фондација Македонија. Да, Фондација Македонија која што се занимава меѓу другото, сега колку пари на него му дават да ги дават тука, тоа е треба да си проверат бугарските Фондација Македонија, си проверат службите, бугарските служби, не нашите секако, а и нашите треба да се позанимават за ова што ќе ти го кажам се. Значи човеков јавно на Facebook, на Twitter, на Instagram се фали дека пази, внимавај. Тоа е многу сериозна работа. Прво се фали дека има организирано паравоена формација во Скопје кои што ги обучуваат за војна. Че тоа му е пишано јавно. Паравојска. Второ, дал по 30 или 40 евра за секое дете кое што ќе се вклучи онлайн да учи бугарски јазик. 30 до 40 евра за секое дете. Онлайн имале настава некаква онлайн. Па човеков мецена, види го ти. Ептен големо мецена. Војска прави луѓе, Човекот образува машчава. Во Бугарија никој не го знаел. Имам некои пријатели од таму, се распраша да ти кажам право, вика од нигде некаде излезе. Не е од никаде, тоа е спремен од службите, од бугарските служби е спремен и тоа е тука немаме дилема, меѓутоа има и на друга работа. За Марабу нема да ти кажам. Пак ќе се вратам на 13. Да скокнавме масата. Трга човеков од Бугарија и на граница вади документ во кој што е напишано дека има забрана за влез во Македонија. Се слика овака и се фали, знаеш, ама моето размислување е дека човеков пак нема да дојде и у сабота нема да дојде. Иако ги повикува, ќе си седе по страна, ќе си гледа сеир и после тоа нели ќе си има материјал за пишување, колумни, статуси, не знам што. Порано како беше ова? Тази дупка не е дупка. Тази дупка не е дупка. На пасапорто. Да, на пасапорто. Да. Јас имав прилика, па мислам дека прошлата година на 4 февруари беше баш на гробот на Гоце и провоцираше истиот овој Стојанов, како и да се обиде да провоцира, ја не ви заедно. Бевме заедно, да. Се обиде да провоцира, меѓутоа за брго си го свит копаш. However, што би рекла англичаните, луѓето на 4 февруари ќе се дојдат да му се поклонат на својот апостол. Еве ние као двајца овде кои што вечерва нели си играме со нервите на некои луѓе, ги покануваме сите. Да, па лошо стојам за тоа не ги фрлам коцки, гледам што ќе направи. Што е работава се. Значи да дојдат во што поголем број, да бидат што достоинствени, понормални, како што и од целата таа работа, да не потпаѓаат на провокации, бидејќи македонскиот народ сам по себе оди да му се поклони на својот татко на нацијата. Се надевам дека нема да има државни провокации, се надевам дека нема да има од било која страна провокации, дека целиот настан ќе помине онака како што треба да биде. Надостоинствено, бидејќи би требало. И никогаш ако видиш назад 30 и нешто години во оваа така наречена, нели, така наречен плурализам и демократија во Република Македонија, никогаш македонецот не бил прв кој што испровоцирал, кој што направил нешто во сите оние ситуации кога имало одредени било какви немири, дали тоа се работи за меѓудржавни, меѓуетнички и сите тие останати. Тоа се надевам дека на 4 февруари ќе биде така. Ја искрено се надевам дека ќе биде мирно и достоинствено, меѓутоа тоа што го кажа ти, само можам да го повторам и да го констатирам. Многу е лошо како ќе се постави целата таа булумента околу организирањето и како ќе бидат и на кој начин ќе бидат спречени бугарите да не провоцираат. Најголемата провокација доаѓа од три работи: транспаренти, замења и извикување на погредни зборови. Никој, ама буквално никој македонец, свесен човек, нема да дозволи такво нешто. Да не бидат после виновни, знаеш, овие сега дошло од Бугарија, сега ајде да се извик. Па да, ајде. Дали знаеш дека затворањето на клубот во што го затворија, патем речено, одма утредента го затворија Вапцаров, македонскиот клуб Вапцар. Дали знаеш дека на делегацијата од Македонија, предводена од Пандов, таму беше и председателот на ВМРО Христијан Мицковски, кого патем речено него ни пуштија да дојде до споменикот, културно им беше кажано, значи најкултурно им беше кажано, луѓе да, слободно можете да дојдете да се поклоните, вика, пред спомен, меѓутоа нема знамења македонски, нема транспаренти македонски, нема ништо обележа македонски. Дури лентите на икебаната што ја носеа мораше да се извинува.
Кој ќе го Мораше каже да- тоа кај нас? Се каже Оливер ќе го каже тоа? Не, ја мислам, се наде, знаеш што, Премиер, мислам, министерот за надворешни ќе го каже тоа? тој реон му е многу познат на Артан Груби, а он ќе биде у делегација, мислам дека он тоа ќе го организира и ќе го изорганизира. Артан Груби. Да, комшијата му е чер. Што се поклони на Гоце Делчев. Или тоа за мене куриозитет, 2 години тоа што го прави, значи го почитува Гоце Делчев. Уште да прочита нешто од Гоце Делчев би било и добра цел. Било добро, меѓутоа знаеш, ајде и за него сега кога го фативме него малку бубање што вика Артан Груби Артан Груби и Артан Нежни. Ти текнува кога сака да кршат споменици кои што се на мостот, да. како се викаше мостот Око беше така, не. Око, му се сипа на Свети Сава, на кого беше прво? Погрешка човекот, отиде за цар Душан, ама сега толку е. Или Душан беше некој, кој беше? Да, за него беше. А така, ама утна некого. Утна споменика. Да, парадоксот уште поинтересен. Цар Душан по мајка е бугарин, жена му е бугарка, а самиот си се представувал како цар на сите бугари, македонци, срби. Пошто средновековен владар. Така. И му плечеше на Артан Груби. Да, сега се. Тоа е. Тоа е, он е заменик, премиер, така нека многу чудна позиција има, Не без мислам малку... дека е прв заменик премиер на владата на Република Македонија. Прв заменик премиер, мислам, и тоа го измислија заради функции. Тоа ќе му дое како оној стрипон Калиф уместо Калифа, изногуд. Да. Ти текнува. Ова нема у Белграду. Чекам и друг момент да ти кажам искрено, го чекам моментот на Алијанса и на И ова е интересна тема. доктор Таравари. Може да отвориме и за ова интересен Да. овет вечер. Да. Е доставиме од 4 февруари што викаш за Таравари компанија. Сега читав пред да почне емисијава. Значи и тука се случува една приказна многу интересна. Прво беше, нели, никогаш нема да седнам со Дуи на иста маса. Па Али Кажи го Ахмети. до крај со криминалците. Со И криминалците, Али Ахмети да. се. Али Ахмети Да е- бидеме културни, да не му вадиме сега го зборови од контекст. парафразирам, вика дека Да Али не му Ахмети, вадиме. нели, има медицински проблем, дека има диагноза. Истото тој доктор Таравари го кажуваше тоа. За да денеска кажи нешто со И денеска кажува една сосема друга приказна за да се зголеми парламентарното мнозинство за да се стигне до ние 80 што ни прават приказни. Прво преговорите, нели, сега се во даун со Бугарија. Вториот момент, Бугарија ве распиша избори кога што разбрав во Април имат избори, да. До април они нема да пипнат ништо, нормална работа додека траат изборите. А ние ќе правиме парламентарно мнозинство со кое што бугарите ќе ги внесеме во Уставот на Република Македонија. Пази што се случува. Значи една константна неправилна цело време. Влегуваме, не влегуваме во влада, влегуваме заради тоа да го зголемиме парламентарното мнозинство. Другава страна, оваа група во огнениве 5 комада, што се 5 души, велат ако овие влезат во владата, ние ќе излеземе од владата. Алтернатива на 2 столици во моментов седи не знае што да прави, што се случува. И не се ни свесни дека никако не може да стигнат до 80 пратеници. Во време, нормално, оние кои што сериозно се бават со политика и некај нас и сегде во светот, во позиција кога веќе не можат да преговараат два тима, кога едниот тим прави смена на својата екипа Бугарија, тоа зборам за изборите, нормално и во другата држава да има избори за да дојдат нови тимови кои што можеби ќе почнат да разговараат и да прават нешто. Не знам дали го виде оној бугарскиот пратеник пред ден-два малце зрак што даде во целата таа приказна што раскажуваше токму ова дека тој не е бугарски државјанин, дека овој е бугарин. Значи, има и бугари. Па он ја отвори, всушност и он ја отвори и ја кажа вистината за дечкото од Охридсбург. Инаку, ова со Алијанса, да се вратиме, е многу интересен момент ако го добија она што го бара, а она што гледам во моментов се кршат копијата околу Министерството за здравство. Значи, во следната влада на Република Македонија, од 44 пратеници на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ќе имаат 11 министри, а 28 пратеници на ДУИ, Алијанса и Алтернатива ќе имаат 10 министри. Дали е ова некоја форма на, што знаме да не видам многу тежок во зборот, апартхеид, владење на, нели, мала, не зборам на малцинство, на мала група над поголема група и сите тие останати работи, бидејќи нема логика, нема легитимитет. Добро, па се нема легитимитет ни премиерот на избор. А што легитимитет има на избори на човекот? Што ти сега мислам да не него... сега ќе видам подобар. Ајде да видиме. Па ти чекам пола сат, мислам, срамота. Душеш, така се вика ова. Арбен Таравари, имав можност да се запознам лично со него. Прекрасен човек овака, комуникативен, значи има разбирање за се. Да не заборавиме, Арбен Таравари изборите во Гостивар за градоначалник ги доби со помош на
тогашната опозиција и сегашната опозиција ВМРО ДПМН, со гласовите од ВМРО ДПМН. Арбен Таравари, тоа што го кажа ти, да не се повторуваме, бара, излегува на прес и кажува, ние влегуваме во владата, единствена цел ни е нели евроатлантските веќе ги стават на страна, бидејќи веќе сме членка на НАТО, европскиот прогрес на Македонија. Во ред. Меѓутоа, дали имаш приметено дека посебно пратениците од албанскиот политички блок, без разлика дали се учесници во влада или се тешка опозиција, таквите работи без пардон и без никакво двумење ги гласаат. Па гласаа и не беа у влада, гласаа за уставни измени за промена на името. Зошто тогаш не им понуди? Друга работа. 3 министерства, Сега види, 20 директори, у моментов да сум на местото на Таравари. И добазар. Значи да сум на местото на Таравари. Председател на Алијанса на Албанс. Седнувам со Димитар Ковачевски, у екипата му се уште и Миле Зечевич и оној Љупче 2 кила путер. Така го викаат у Крија Паланка, не знам дали знаеш. Запленул 2 кила путер со изминат рок. Значи они тројца се у преговарачкиот тим. И Елиот Неслјупчој. Да, а од друга страна Арбен Таравари си има негова екипа. Нали? Ја би седнал, ја да сум на негово место. Седнувам спроти Ковачевски и му викам, слушај, не ќе да дискутирам. Министерство за здравство, Министерство за МВР и Министерство за одбрана се мои. Се мои. Да. Можеме да разговараме за други министерства, можеме да поразговараме за некое друго министерство. Ама не си на негово место. Така ви играм. Друга е математиката. Ја мислам дека у моментов, од што не му си иде на избори на овој Димитар Ковачевски, затоа што знае дека ќе биде сгазен. Значи ќе биде сгазен на кога и да се случат изборите, ќе биде сгазен. Од што да му рече, слушај, вика, вака се, да не ти барам ја министерскиот, да ми го дадеш ти премиерското место, ќе му го даде и тоа само да не идат на избори. Само да не идат на избори. Добро, како и да е, ќе си дојдат изборите. Колку да го лекуваат, секако сме предизборна година, овака или онака. Времето тече. Дебаколот ќе биде поголем или помал. Председател на државата после оние храбри изјави го снема последнава недела некако. Тоа сакав да те прашам, као ти југото нешто да не му функционира. Кјош мирен му рекоа и го нема. А да, југото, браво. Браво, југото на изборите. Не го спомнувај тоа, југо ќе го направат дека е и така му закачуваат на човекот дека е србоман, уште со југова гречата вози. Човекот е пред време. Ја читам сега, измислили автомобили, ќе застане на семафори, па се гасат, па не знам, па треба да го Па југото тоа го има од 80-та година, застане и изгаси. Да. Застане и изгаси, мислам. Во контекст на ова со Алијанса изборив една реченица која што им е као главен мотив и на СДСМ, со која што излезе зашто Алијанса би влегла во владата. Они викаат Алијанса на албанците се диференцирале од ВМРО ДПМН и од левица. По што? Како? Па јас не знам дали се диференцира со тоа што доживеа страшен политички дебакал у Тетово на локалните избори каде што 4 советници ни еден немаат сега. Дали е тоа сигнал заради кој што треба да се влезе во влада и да се лапне што може да се лапне, бидејќи на следните избори ќе бидат нешто софт верзија според мене, да не зборам предрука на ДПА. Може би, значи, едни ќе ги снема на следните избори во парламентот. ДПА, вака и Орляка, нели, сотачи, мислам дека ќе бидат софт верзија и тоа на преходните од оние, како беа 90-те години, ДПА и оние, кои беа другите? ПДП, кај се сега? Нигде. Така ќе бидат и овие. ДПА стана, нели, излезе од ПДП, па стана ДПА, од Алијанса излезе од ДПА и стана, нели, Алијанса, и така да тоа е еден процес природен. Излезе алтернатива или не? Да, тоа е еден природен процес што се случува таму, што за жал секој ден 4 до 5 автобуси од западниот дел на Македонија ја напуштаат државата. И истокот се празни, меѓутоа тоа е многу подрастично кај албанската етничка популација. За жал. Имам пријатели албанци, у разговор вика, верувате, вика, не знаеме веќе за кого да гласам. Повеќе вика, не ни интересира етничкиот презнак. Сега, може би луѓето молат да дојдат да се зачленат у ВМРО ДПМН. Викам, добро бе луѓе, чека, има, нели? Не, вика, остај тие работи. Ако влезат и овие влада, значи се исти како Дуј, ние се бориме против Дуј.
Како што, нели, ВМРО-ДПМН не се бори против СДС. Ние се бориме против ДУИ. Доста ни е теророт. Они се де факто 20 и колку 2 години. Да. 20 години уствари. 20 години плюс минус една. Това е седна, да. 21 година у влада, у власт. Значи имаат Тука мислам дека генерално проблемот со албанците нема за кого да гласат, не сакаат да гласат за овие. дури викаат и оваа приказнава со огненава група и со остатокот од ДУИ што се препукуваат деновиве е една добра шахмат партија на Али Ахмети, да видиме кое крило ќе победи, кое е подобро и утре ќе се повикаме дека тоа крило е реформирано и така натаму, дека ДУИ е реформирана, која што патем е зелена партија, еколошка, колку што гледам. Ептен се зелени, да ти кажам, у последно време ептен се зелени. Мито дали виде изјавата на внук му на нели има таму, не знам, оној анкетен лист, па има пријавено некоја куќичка мала, скромна, што па гледавме. И одма утредента, внук му, не ја и ти, него внук му вади снимка на која што се гледа хациенда. Која што онака хациенди да не беа, брат. неколку милиони евра кошта. Хациенди мислам дека Хациенди, да. не беше хациенда, Да, брат. да, Некога што гледав онака. Не, кога веќе ти идат од твоја од најблиска внук, од фамилија, дете од фамилија која веќе не може да ти истрпи, значи нешто е до тебе, не е до другите. Не е до другите. Па да. Види, на крајот од денот, мислам па може би, веќе Али Ахмети се спрема и за пензионирање. Се спрема ване 15 години, нема никога да Добро, се па така пензионира. зборевме сега и за Киро Глигоров и за Бранко Црвенковски, еве им дојде денот се пензионира, луѓето се пензионира. Види вака, Бранко Црвенковски има право уште еднаш да се кандидира за председател, пошто само еден мандат беше. Според законот во Македонија 2 пати можеш да се кандидираш. Денеска на шега со некои пријатели вика замислио да се скандидира пак, вика Бранко Црвенковски. Тешко тебе уште тој ни фали, викам, да се врати во Македонија. Баш така. Ајде се заповестили тебе, вана, она што се Цело случува усилило, последнава недела во градот Скопје со првиот човек на градот Скопје. Данела, ја една интересна работа видов и вака искрено ми се смачи, значи сега да не биде дека ја хейтам онака вулгарно и безобразно, меѓутоа поранешниот европски клупски ракометен шампион кометал Ѓорче Петров, Добро. Данела ги избрка од салата и тренира тој им ги надвор. затвори салите. Им ја затвори салата да тренираат надвор, значи европски шампион, прв некој што донел европска титула во Македонија, не во Македонија, во Скопје, да не забораваме Чифлиганец на времето со борашите, дека беше прв. И човекот, женава им ја затвори салата така безобразно и тренираа на минус 10 степени пред некој ден, гревата. Контекст на тоа е да се нава, вика, од недопирлива еден твит да ти прочитам само. Да. Вика, лошо е кога во секој гледаш непријател. Данело, ова за тебе важи. Чи Данела женава гледа, у секој гледа потенцијален или не морекаки потенцијален, значи апсолутно непријател. Ако не и молчиш, ако не и ќутиш, ако не и одобруваш се, значи ти за неа си смртен непријател. Тоа значи стручно, не сум стручен, ама стручно тоа се вика параноја и тоа не е болест, туку тоа е состојба на умот, ама патолошка состојба. Патолошка состојба, Патолошка состојба, но секогаш да бараш непријател и тоа е страшно да не си во кожа, да не живееш така. Пред саат време помина, викам, ајде, нели, се надевав дека нешто ќе направат со Теодосиј Гологанов, иста песна. Добро тоа. Контейнери на улица, ама добро, не е добро. Во контекст на бугарите, минаха години, пред да завршат улицата. Уште еден твит да ти прочитам од недопирлива. Вика, експертот на водници Ненад Јовановиќ со големо Ќ вели децата на десницата биле само да прават конфликти. А децата на левицата биле широко отворени за љубов и соработка со секој. Широко отворени за љубов. Овој ми личи Ненад не види, јас знам дека Ненад Јовановиќ му е заљубен у Зоран Заев. Меѓутоа широко отворени требало само да стаи ко пупка, судство, нешто такво имаше, што беше тоа. Значи, најрадикалните облици на десницата се нели фашизмот, условно кажано, некогаш во историјата. Меѓутоа, најрадикалните облици на левичарите е комунизмот, оној кој што го гледавме во Советскиот сојуз, и дури на моменти нацизмот, нели национал-социјалистичка партија на Германија се викала партијава на Хитлер. Да. Национал-социјалистичка партија на Сите Германија. се со презнак социјалистичка. Само една социјалдемократи. Само една реченица ти кажам, ме наведен еден добар муавет. Имено 50-тите, 60-тите години
Чува за русофили што обвинуваат некој дека секој што е против власта е русофил, меѓу кои што Имам сме нешто и јас и за ти. тоа да ти кажам за русофилите. Друштвото на писатели на Советскиот сојуз имало средба, дали од кога починал Сталин, Така. со Друштвото на писатели од СФРЈ, Југославија. Имало сите републики представници. Оно што експлицитно го кажале советите, русите поново, е дека немој доколку потребувате македонскиот јазик, тој не постои. Така. И сега некој некога ќе обвинува за русофилство овде во Република Македонија, кога уште пред 60 години го имаа тој муавет кажано, кога на чело на бугарската држава е председател поранешен воен пилот, Радев, обучуван, Радев зборува, да, така. обучуван, учен во Москва и сите тие останати работи и ние русофили овде. Па ако некого најмалку го интересира во Македонија што прават Русија и Америка со македонците. Значи, и нити па русите ги интересира овде што се случува. Знаеш колку ги интересира русите за Македонија моментално? Да, бај. Колку нас лани колку снег имаше. Уствари, Ние нас го ни- дигаме рейтингот нас со време, повеќе ни да интересира. ги спомнуваме, ги викаме и Кога кажуваме. ќе ти прочитам после Да, уште читај. еден твит. Меѓутоа не, Контролирај времето, пошто носиш многу- часовник, јас сум да, нели гледам. како тетка се замувава и кога не престанува да правам. Ко на слава да сме. Ко на слава да А другиве не знаат што да кажат, си мочат. уште Димитар таму на техника да почне јабучки да си да љупи тука да ни прави музика. Мореви да се врти. А Јордан да ги пуни чоканите. Кога сме кај Русоф, дали нели ти текно сега викендот што помина, владава пак направија нешто што тоа ВМРО го направи со очетот со градоначалниците од 2 дена. Овие сега нешто као пандам на тоа прават, владата што направила, освен што донесо луѓе од највисоко државно ниво, не направија ништо друго, немаат направено ништо. Оние тетките од приле беа двете. Пуничките. Мислам у задните редови дека и тие беа. Без нив не може ништо. Не, па без нив не е интересно. Без нив нема ништо. Има дадено нешто по социјалните мрежи и порталите, има дадено нешто као за фискални сметки и тоа пази, тоа не е од ВМРО или од левици или од десници или не знам што, од нив. Да. Знаеш што имаше? Руска фискална сметка. Да, излегува Ковачевски и пази што кажува. Јас секако нема да им се налутам на овие што направи оваква работа, пази што ни подметна руска фискална сметка. Руска фискална сметка. Не сум знаел до душа, не знаев дека русите имаат фискални сметки, дека се фискализирани. Не, ја па не знаев дека и овде во Македонија ги имаат леле, падре, Да. како беше на рекламата. И оно посибеле каса фискале. Каса фискале. Каса фискале, која се налути попаднали. Сега се налутил. Од недопирлива е уште еден твит ки ти. Вика, Богданка Кузевска мисли дека не убедила дека Алијанса на албанците била многу модерна визионерска партија, исто како незината. Ги споредува веќе луѓе, ги споредуваат СДС и Алијанс. Алијанса е дефинитивно партија која што ќе се изврши како на јапонското харикири нешто така. Ако влезе сега во моментов, ако влезе оваа влада, они вршат политичко харикири, тука да нема збор. Ќе ги снема од политичката сцена, ќе остане, додеше ќе се остане Таравари, ќе се остане градоначалник уште 3 години, тоа е тоа. Баш ме интересира кога земат Министерство за здравство, колко ќе става. Нели Таравари беше министер? Му слушна изјава негова денеска, имаме многу добри кадри за Министерство за здравство. Министерство за... Меѓу другото, дали знаеш дека луѓето кои што со ретки болести... Да, го следам, за жало не е. Стварно жално во една држава што се Жално случува. е, меѓутоа уште пожално е што истите тие луѓе на 4 во сабота во 12 часот имаат протести пред влада. Ќе биде весело. Ќе биде весело. Во сабота, значи полицијата ќе има полна работа. Полно работно време. Капетански дневник. Џандари го чуваат македонскиот апостол од македонците. Со овие ретардирани копита и тоа го дочекавме. Чиве, луѓево кои што се горе. Коспека чување да те прашам нешто на мала дигресија. Значи денес прочитав дека последнава година од македонските затвори избегале 216 затвореници. Не бегаат. Ја не знам зашто имате таква теза дека луѓето бегаат. Луѓето излегуваат. Така? А излегуваат луѓето. Па да. Како размислиш да. Не бегаат. Да. Он е тука. Ама еден вратиле. А сам се пријавил имал уште 4 месеци. Ајде ќе се вратам. Така, не правеа през за тоа нешто? Да, се. Браво. Многу интересен твитерџија.
името му уште по овакво интернет. Лиле Стечек. А Лиле, имаш една команда? Да, Лиле Стечек. Па и незина слика до душа има. Стајно на Лиле Стечека, да. Вика, пак за Алијанса на Алијанса за албанците, мислам, испеа на приказка. Нека земат дел од колачот и они се људи. Алијанса 2023 година, Владин. О, и они се људи. Да. Леле. Интересен твит има од паранешниот директор, имено Даниела што го смени, Бојан Христовски. Бугарин во Македонија е само професија. Да. Значи, чисти примери со овие последните девојте, паниот го тепа заради не тоа што го фатиле со кокаин. Така. Беше обесправена не заради тоа што не му дозволувала на својот бивши сопруг да си го гледат детето. За спаска Бога ја прости, се најубаво, ајде. Така и стана, нели, по професија бугари. Да. Има и други во Македонија што се по професија, нели, во моментот кога ќе се најде во тесно, дека сум тоа, па за тоа ми го правиш тоа. Тоа е фолклор, дека си денес. Каурката. Македонците се вика принципиелни. Трпат и после одат во странство. Да. Додека одиш со следниот твит, денојве се случува, ама... Овој твит да знаеш дека е надвор од политика, меѓутоа е за Министерство за финансии. Мислевме да го чепнеме и мора да го чепнеме. Многу интересно е Министерство за финансии. Вика Дромецот, така му се вика профилот на Твитер, пуштите им на луѓе во плата, си ги заборавија пиновите. На банкоматот. Ти дават картичка за банкомат. По ново банкоматот знаеш како се ќе идат на плачот. Да. Легуваш сметка да го и си идеш дома. Кога сме кај Министерство за финансии, дали ти се верува дека прв пат во историја на суверена и независна Република Македонија Министерство штрајкува? Ќе те прашам само... Ова не сум го и тоа за финансии. Дали знаеш, у некоја друга држава, во окружувањето, нека биде, да не биде подалеку, од окружувањето дали вработени во Министерство за финансии излегувале на штрајк? Воопшто Министерство, со светов не сум сретнал Министерство за штрајкува. Да не идеме по светот, може би штрекувале у онаму обвинеа негде, не знам. Таму нема министерство, знаеш, таму е главен и толку нема. Па министерама вработени. Ако не казано, се знае кај таму во целата. Па Маро е па чорба. Па чорба. Маро мори мариче, леле, тоа што. Да го карав еден од креаторите на политиката на владата на оваа територија. Сакам да те кажам, интересни работи се случуваат. Буби, да. Буби го болеме. Се случуваат интересни работи кај овие помалите политички партии периодов неколку дена на назад. Имено гужва, поготово голема гужва е во според нивните убедувања политичките партии кои што се десно ориентирани. Имено кои се тие десно ориентирани? Сега ќе ти кажам цела приказна. Те молам само овој пат те молам само со име со презиме. Со име презиме, да. Те молам. Пријател ми е и приватно и на Facebook Љупчо Полевски. Палчевски, да, Палчо се знаеме 100 години. Човекот имаше конгрес пред некој ден во црквата Света Богородица во Бразда, мислам, горе беше во... Да, малата црквичка со мала овакво имам, мислам дека имам идено еднаш два пати. Да, мензичка. Мензичка, ама мала мензичка. Поред се собрале луѓето, тој тврди 115, колку биле не е битно. 115. Да, така тврди. Не се, тоа не е, иако чекаме... Чека, 115 не дошле или 115 биле присутни? 115 делегати. Ако видиш дека човекот се правда дека немало стрим, дека не можело ништо да се случи, дека денојве ќе објави, тоест вчера дека ќе објави слики и видео од конгресот, никако да го видиме тоа, никако. Слики од конгресот. Се надевам дека ќе го видиме. Меѓутоа, што се случува денеска? Јас појма немам дека онаа партија на ПИ-27 што беше најјак привезок на Зоран Заев со Јовановска, председателка на партија на Заводот за заposlување, што беше директорка. Се сеќаваш, после на пензиска сега. Да. Значи ПИ-27 станало десница. Така се викало, во мај месец се собрале, они сватиле дека во тој момент не можат понатаму да продолжат со оваа влада заради тоа што на ваков начин не може да се менува име, историја, сите тие останати. Со свестија од кога ја тргнаа за директорка на и не беше дел дека од владата, иначе сек да го заебеше. Текно прва што фрлаше со сите тие останати работи. И станале десница. Имам информација дека оваа десница бара на било каков начин лик и контакт со најголемата опозицијска партија, но не им оди некако. Чека, за која многу десници спомнеш? Ова е десница, ПИ-27. Добро. А на Палчо партијата се вика десна.
Десна кресна. Така десна кресна е така. да ги класифицираме. И Десни са трето, десни. оваа приказна е исто конгрес кој што имал, ние појма сме немале, една партија од Битола, мислам дека сега демократи на Јорго е председател, не како текна, еден као Джокока што збори. Си го слушал така. Да, сум го слушал. И сега опасна војна се води помеѓу овие три партии во моментов на македонската политичка сцена. А сите се десничари, ја не знам зашто не се обединат и не пробаат да изборите. Можеби и ќе освоат еден пратник, можеби. Не можам да ги... Мислам, види, Палчо го спомна така, десна така му беше партија. Десна кресна, да. Конечно можем еве да му честитам, конечно после 3 години 1000 потписа Палчо Собр. Правата, мислам тоа е голем чек, мал чекор за државата на голем за Палчо Собр, 1000 потписи за 3 години, 1000 потписи. Да, и јас му честитам што ја смени неговата матрица од најголем левичар председател на градската организација на СДСМ, сега е десничар. Дали ја сменил или само за учарше и за пред народ, тоа е веќе Добро, изјавите му делуваат така, така делува човеков, меѓутоа ќе видиме на дело. ќе видиме на дело. Ќе видиме на дело. Човеков Слушна една порака прочитана деној дека председателот на најголемата опозициона партија молел еден новинар да не го напаѓа Ангел Џамбаски, дека бидејќи Ангел Џамбаски бил тој кој што ги се борел за правата на македонците во Европскиот парламент. Ангел Џамбаски се борел за Ангел Џамбаски не сака да слушне од Македонија. Да. Ангел Џамбаски Лоша конструкција би рекол, лоша тоа конструкција. што чекаме пораки да прочита од истиот. Месечот. Така? Да. А знаеш дека Ама не губивај како е гласникот никогаш. Така вика не губивај гласникот. Ама знаеш друга работа една што се случи сега? Да. Укарпаш? Не знам. Јас сум од Чаир, не идам на таму. Ти си од Чаир. Мечка и Стевчо фарба графити. Како тоа? Молери бе брат, молери, еве да ти кажем попластично онака, молери. Кирца Јачко, викенд на мртовци. Ти дека викенд на Нема у мртовци. Белграду. Уште цурен А знаеш кој им дојде да ги со чорапата. знаеш кој им дојде да ги провери? Од Калет, главната. Ау. Имаше напишано неубав графит и инсистирање Мечка и Стевчо. Сериозен си? Најсериозен. Не можам да ти покажам овдека на камера да покажам. Има и слики, има документирано е. Јас сум фрапирано. Значи документирано тука нема. Чо? Мислам, ние сме сериозна емисија што не се занимава со многу сериозна, најсериозна, не се посериозна занимава од нас. со рекла казал. Тука нема пардон тука. Да. Ово е било, не е било. Имам уште малце време. Да. Бичек, уште некоја минута, 7-8 минути. Ја би сакал уште еднаш да се Какви вратиме. тетки сме, како 7 сат време не прекинаве да збориме. Да, бе, дечкиве ни музика не може да пуштат тоа. Да. Кршат прсти и такви Се работи. нервираат што мора да не слушат, ама тоа е Ќе не истрпат уште малце. Што да правиме тоа работа? Значи, да се вратиме на четврти. Актуелна тема е, не можеме да избегнеме. Да. Тоа е суштина. Нека дојдат сите. Сите, они, не можам да речам сега само македонци, нека дојдат сите државјани на Република Македонија. Да покажеме достоинство, да покажеме дека Гоце Делчев заслужува она што го зборувавме до сега, дека тоа стварно и вистински го заслужува. Сепак ја постои. Гоцена. А сите оние кои што тврдат дека не постоиме или дека сме нешто друго, место на четврти, утре нека се слават, денот е таков, улов. Денот им е многу убав за славење. Ја мислам дека имат активности доста овие од СДС. А Виктор можеби нема да дојде баш заради тоа на четврти. Нема да може да стигне, пошто рекоа по Бугарија, знаеш како го терале денот? Главниот ден поимале патерица, па и на трет ден му ишле дома. Да, четврти ќе пати. Да, таман. Е штета што советниците на град Скопје уште и Така. да се вратам уште еднаш на градот, што не ја изгласа предлогот на градоначалникот на градоначалничката, како и да е, на град Скопје за задолжување од 10 милиони евра за купување нови автобуси, значи да ги имаш ќе ги пратеа на граница, па со нив ќе дојдат. Да. Што ме чуди? Значи спремна е повторно да влезе во еден криминал каде што ќе има провизии, пари, сите ти останати работи. А ваму стојат преку 150 автобуси квалитетни на приватни 200 не знам бројката, кој што треба само 1,5 милиони да им го плати долго за да почнат пак да работат. Спремна е 10 милиони, нели, за инат или за некоја друга можеби приказна да ги внесе во таа работа за да пак овие луѓе, ама гледам се радикализираат да не повторно оваа екипова на Ленин Тоа Ивановски. сакам да ти го кажам, да, луѓе од
приватниот сектор, што се градските превозници од приватниот сектор, најавуваат радикализација и види, гледај колку се совесни луѓе, колку мислат добро за да не отоваруваат полицијата. Рекоа не. Нема да излеземе у петок, нема да излеземе у сабот. Знаеме што какви ангажмани има полицијата, не сакаме да ствараме дополнителна тензија, ќе го оставиме за од понеделник. А ако ти текнува, уште пред нова година помина 30 дена, 1 февруар е денес. Помина повеќе од 30 дена откако Димитар Ковачевски, нелегитимниот, оној што црпнатиот од нива, па него го црпна од Куманово, па го стави на премиерска фотелја. Добро, нива саксија тука се. Тука се црпнуваат. Така. Им вети, тргнете ги автобус, прекинете го штрекот. Тргнете ги автобусите, одблокирајте ги булеварите, ќе ве примам, ќе разговараме, едноставно ќе бидам медиатор, ќе повикам и Даниел Арсов. Не излажал ништо човекот, не кажал кога ќе ги приме. Тоа си може да 2 август, може. Не, ги лаже, знаеш со што ги лаже? Ги лаже, немал уште извештај, оној ревизорски извештај од УЈП. Не бе, не е таков човек, не лаже. Не лаже. Не бе, не. Не. Да, му се гледа и по овакво, по фацата му се гледа. Стани цаци, само да те види. Што и направи на жената гревот. Ти гледаш дека снема еден период тептенија снема жената. Дали потиде у Украина да не отиде на овакво бе? На боиште. Да провери тенковите до кај не се. Вирусов уште трае, се извинувам во граѓателите што кажу. Кога сме кај надворешната политика имаме одека емисии можеме да правиме. Но како велат нас во дворот да ни е добро средено внатре, па тек надвор. Старите така рекли, прво изчисти си го сопствениот двор, па после гледа у туѓиот што е. Тепаше денеска, добар. Малку само, добар. Слушнав, не ти се јави собале од гинекологија. Не, ми се јавија со царски рез чека еден пороѓе, дали ама пак испадна дека нема никој. Така, уште нема роден така. Нема никој уште. За малку до душе во некоја емисија планирам понатаму да го викнам еден од најдобрите таблаџи во Скопје, интересен човек за муавете. Сакаш да кажеш вие ќе си играте ја ќе бамбурам на микрофон, ели? Не, он е мултитаскинг човек. Така. И игра табла и збори 100 на сат. Го знаеш и ти. Па исти Леко Ристовски, го знаеш, тоа значи и игра и збори све во исто време. Пази само со малото, вимај само со малото прстешопре. Не, чесене во таблата. Дур гледаш, таблата е чесена, свртиш по. Види, во таблата е дозволено да лажеш и да крадеш. Дозволено. Така. И може национална игра на све да се модели стане. За крај ќе ти кажам една работа, сите нека го сватат. Буквално сите политичари, посебно овие од власта сега што се. И ДУИ, и СДС, и ЕВИ, Алијанса, ако влезат, мада ја искрено се сомневам дека ќе бе. После секоја партија шах. И кралот и пиунот се стават у иста кутија и се затвора кутијата. Нека размислат што прават на оваа држава и на овој македонски напатен народ. Како е да Еван стигнавме до 9 часот, до 21, Никола, што викаш ти? Димитар, како сме? До 21 сме близко? Тука сме, па време да се За крај може една. Ми замерија добро да вика само зборите, вика нема ни една музика, ни една песна не слушнавме, па еве од режија ги замолувам да пуштат за крај една убава numera, музичка numera. Сега ќе пуштат, но тука сме негде при крајот. Им благодарам на сите оние кои што има нерви живци да не слушаат оваа вечер. Ви посакувам оваа вечер на сите вас останати, репризата во четврток во 13 часот. Вие следевте емисијата Шеш беш на Радио Лидер со Александар Иване, зад техниката нели Димитар Митровски и Јордан Чушевски, главниот одговорен уредник Љупчо Златев. Се што беше кажано во емисијата се наши лични ставови. И уште една работа само да го дополнам бичикле. Уште вечерва можете да гледате истата емисија на YouTube. Лидер FM 107